Која е задолжителната опрема која што треба да ја поседуваат возилата и кои технички проверки се важни за безбедно патување? На овие прашања, но и за актуелните кампањи за сообраќајна безбедност, колегата Мартин Николовски за ова утро одговори побара од Автомотосојузот на Македонија. Утрово во Македонија наутро разговараме со господја Ангела Темелков од контакт центарот на Автомотосојузот на Македонија. Господја Ангела, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Кажете ми, кои се задолжителните елементи на опрема што треба да ја поседуваат сите возачи според македонските закони и колку возачите ги почитуваат овие правила? Добро утро, ви благодарам. Значи, задолжителна опрема според нашите правилници на македонското законодавство е сет за прва помош, трокут или триаголник, рефлектирачко елече. За товарните и оние возила кои имаат вграден плин, треба да се носи и ПП апарат и оној сет за сијалички кој е потребно во случај на промена на сијаличката. Тоа е тоа што стои како задолжителна опрема во нашиот законник. И сега што се однесува до возачите, тоа е сепак индивидуално, меѓутоа би требало сето тоа да се поседува, во случај да имате некаков проблем, да можете првично вие да си помогнете, па потоа да не повикате нас и за брзо време да дојдеме да ви помогнеме и ние. Со оглед на тоа што се уште е лето и се уште граѓаните патуваат на годишни одмори, која опрема дополнителна ја препорачувате за оние што патуваат надвор од државата? Значи, покрај оваа опрема што веќе задолжителна што ја набројавме, во летниот период, затоа што патуваме и на подолги дестинации, не само во државата, туку и надвор од државата може да не фати некоја гужва на граничните премини, треба да се носат некои течности во возилото, пред се вода, значи некои заштити за воланот, за шофершајмната, дополнителни на стаклата, значи во случај да треба да се чека подолго време за да може да се заштитиме од самото сонце. Треба да се провери во оние возила каде што има клима, дали климата работи, а пред се во летните периоди треба да се подразмисли дали би патувале во оние временски периоди кога се температурите високи, значи би било најдобро тоа да биде во утринските часови и во вечерните часови, ако тоа го дозволува времето. Кои се најважните технички проверки што треба да ги направат возачите пред да тргнат на пат, особено кога станува збор за некои вакви подалечни дестинации? Па да, она што е секогаш стандардно, вака пластично кажано, значи првично визуелно треба да се погледне возилото, пневматиците на возилото да бидат напумпани, односно воздухот да биде според пропишаното на секое возило индивидуално. Треба да се провери во летниот период климата, треба да се провери течностите во самото возило, сите што спаѓаат како течност во климата, антифриз, промена на масло и сите останати работи. Тоа е тоа што е стандардно кога секогаш тргнуваме на некој подолг пат. Така, кажете ми колку често кога станува збор за проверките треба да се проверува состојбата на гумите, сопирачките и светлосната сигнализација? Значи, доколку визуелно нема некаков проблем или самиот возач при самото возење не примети дека има некаков проблем со пневматиците на возилото, тоа би требало да биде некоја рутинска навика, еднаш во месецот, два пати во месецот. Сега, доколку има некаков проблем, би треба да се санира самиот проблем. А што се однесува до сопирачките и сигнализацијата, тоа е редовна проверка на техничкиот преглед. Можете да направите овде кај нас и вонреден технички преглед за нашите членови и останатите наши клиенти. И тоа е тоа што треба да се направи, ништо дополнително од самото тоа. Значи, треба да се внимава и самиот возач пред се да си види дали има некаков проблем, а ние сме тука за да помогнеме и да проверите. И за крај на нашиот разговор, АМСМ редовно спроведува кампањи за безбедност на патиштата. Кои се вашите актуелни или предстојни активности за едукација и подигање на свеста кај возачите? Во моментот имаме соработка со РСБСП за безбедност на сообраќајот како некој одреден караван и ние сме секогаш тука кога има такви некои акции за безбедност на возачите во сообраќајот, ние секогаш сме тука за да соработуваме и да подигнеме свесноста и безбедноста на самите возачи во сообраќајот. Господја Темелков, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Македонија наутро. Ви благодарам и на вас.